Почитувани гледачи, добра вечер. Ново издание на емисијата Зум анализа. И вечерва разговараме на доста актуелна тема која што ги интересира граѓаните во Кочани, меѓутоа и во регионот, и тема која што изминатава недела дена постојано се зборува во јавноста. Протестите продолжуваат и понатаму на патот кој води кон градската депонија во Кочани, а вечерва со мене во студиото на Ин телевизија е претседателката на Сдруженијето Green ОРГ, Ана Симонова. Добра вечер и добро ни дојдовте во емисијата. Добра вечер, добро ве најдов и благодарам за поканата. Во најавата споменав дека протестите за чист воздух во Кочани траат се уште, депонијада како што практично ја нарекоа незадоволните граѓани во Кочани, меѓутоа еве на оваа тема малку подоцна. Од почеток би започнала со граѓанските здруженија, односно граѓанските активисти кои што започнаа да функционираат на територија на општина Кочани и практично со тоа да се решаваат еколошки проблеми и еве да се слушне гласот на народот. Како до Сдруженијето Green ОРГ и еве што можеме да кажеме дека изминатиот период беше постигнато? Значи вака, прво би сакала да кажам дека Кочани навистина има развиен граѓански активизам и по тоа сме препознатливи во регионот и пошироко. Нашето Сдружение Green ОРГ беше формирано токму од вакви побуди, односно од екопроблемите кои што се на локално ниво, би рекла, меѓутоа не значи дека не го засегаат и регионот. Во 2019 година беше формирано Green ОРГ на многу интересен начин. Значи заеднички се најдовме со неколку истомисленици. Овде ќе го споменам Орце Николов, кој што беше многу голем ентузијаст и кој што се уште е еден од основачите на нашето Green ОРГ, и заеднички го основавме ова здружение. Значи понатаму продолживме тогаш првично како локален проблем беше аерозагадувањето од фабриката Paper Mill и направивме неколку протести секако со поддршка на граѓаните и со оваа фабрика завршивме на еден начин со аерозагадувањето од неа, меѓутоа сакам да кажам дека се уште сме во тек со судските процеси и веќе трето рочиште, меѓутоа не се сомневам во тоа дека ќе заврши во наша корист. Продолживте понатаму и со практично побуните, односно протестите за изградбата на мини хидроцентралите? Најпрвен би сакала да спомнам дека бевме мотив да се создадат уште неколку здруженија кои што навистина покажаа голема сила и тие имаат голема поддршка од народот и пред се Кочани покажа единство и сплотеност во борбата против ваквите еколошки проблеми. Морам да кажам дека во нашите здруженија, како поединци кои што се појавуваат, има една таква синергија, една таква, како да кажам, организација на исплотеност помеѓу мудроста, искуството, знаењето и младост. Значи, не е само од едно, туку имаме поддржувачи од различни возрасти. Така, како се движат членовите, има ли зголемување на бројот на истомисленици, како што ги нарековте вие, граѓани кои што практично се приклучуваат, даваат поддршка и заеднички действуваат на терен со вас? Така е, значи, граѓанските здруженија, невладените организации представуваат двигател на самото општество. Тие го покажуваат патот всушност и на локалната самоуправа каде треба да се движи, каде се проблемите. Значи тие се единствените кои што ги детектираат овие проблеми, независно од која област се формирани здруженијата, и не треба да се сваќаат како непријатели, соперници на власта во тоа време, туку дека треба да се сватат како соучесници во начинот да се најде решение за тој проблем. Так, споменавте најпрвен за Paper Mill и дека еве како процес е завршен. Макотропна работа, постојано на терен, на улица, како да се изразам, практично големи протести од страна на граѓаните со цел да може Кочани да се спаси од загадениот воздух. Накратко, како течеше тој процес, како беа организирани тие протести, за денеска да можеме да кажеме дека нема загадување барем од таа страна на градот?
Така е, се уште не можеме да кажеме со сигурност дека нема загадување, меѓутоа ни одзема едно добри 4 години овие борби, овие организации, да кажам, и на крајот мислам дека решението покрај човечкиот фактор и притисокот кој што се вршеше од страна на граѓаните, мислам дека голем удел имаше и исцрпувањето на правните лекови. Значи, нашите дописи кои што ги имаме во голем број до Министерство за животна средина, до Државен инспекторат за животна средина, исто така и адвокатот кој што се нафати да го води тој процес даде голем придонес во ваквата борба и мислам дека овде се стави тој крај всушност на работата на Paper Mill на еден таков незаконски начин. Значи, тоа беше фабрика која што имаше интегрирана дозвола, меѓутоа не ги исполнуваше условите за да добие таква дозвола и тоа беше многу очигледно, беше факт, беше подкрепено со аргументи, со докази и истото го видоа и од Државниот инспекторат при нивните мерења дека сепак имаше надминување на тие гранични вредности на јаглерод моноксид дури и за неколку пати. Така. На сите тие мерења, значи се докажа истото и со овие докази ние отидовме веќе на суд за да се справиме со овој проблем кој што не навистина засегаше. Потоа продолживте и со изградбата на мини хидроцентрали, докаде е таму ситуација, каква е таму ситуацијата практично? Во врска мини хидроцентралата, значи најдовме некои недостатоци во самата документација и овде недостасуваше документот за јавна расправа, но потоа добивме насоки од Министерството за животна средина дека во овој дел не била потребна јавната расправа, зашто јас не би се сложила. Значи, пуштивме, како да кажам, најпрвен реагиравме до Министерството за животна средина, потоа до Државниот инспекторат за животна средина, значи истиот тој пат го минавме како со Paper Mill, за да докажеме колку ова значи хидроцентрала врши штета на животната средина пред се и дека сето тоа, дури имавме и хидролог кој што учествувал во изградбата на браната, на брана Градче. Значи, тој истиот имаше излагање со свое истражување дека ова хидроцентрала ќе изврши голема штета во тој дел во врска со ерозивното земјиште, во врска со водата за наводнување која што имавме, односно според неговите предпоставки дури и брана Градче во тек од неколку години може да се претвори во една обична тиња во која што ќе нема жив свет. Токму поради тие поради ерозивната земја во тој дел. Докаде е сега процедурата? Стопирана ли е изградбата? Се уште не е стопирана изградбата, меѓутоа со нашата тужба до управен суд, значи сега чекаме моментално повратен одговор и потоа планираме да испратиме дека самата изградба треба да се стопира и додека тече самиот тој процес на управен суд. Ако претпоставиме дека добивате практично на суд и треба да се стопира изградбата на мини хидроцентралата, што со досега направеното? Значи вака, тие ќе треба да го вратат сето тоа што го уништиле во првобитната положба, меѓутоа мислам дека тоа ќе биде во првобитната ситуација, меѓутоа тоа ќе биде многу тешко и за такво нешто ќе требаат многу години за да се случи. Нанесената штета, значи од невидени размери во тој дел и можете да замислите кога ќе се стави таа река во цевка, која што е притока, нашата Кочанска река зависи од таа река и сето тоа ќе даде една непрепознатлива слика во тој дел. И еве полека практично доаѓаме до она што се случува деновиве во Кочани. Од претходниот понеделник, еве веќе една недела, граѓаните постојано се на терен, целодневен протест за прв пат се организира сега што трае 24 часа. Дел од протестите бевте и вие. Како дојде до идејата да се организира практично овој протест за чист воздух, протест против депонијата во градот?
Искрено, сите ние излеговме со една голема надеж и волја, но морам да кажам дека и гневот во нас, поради тоа што пред да се случи тоа, веќе ги извадивме и податоците од Центарот за јавно здравје, кои што се сериозни, гледаме дека аерозагадувањето има тешки последици и дека имаме зголемување на заболените од канцер веќе од 2020 година до 2022 до 2024 имаме зголемена процент, односно над 6000 граѓани повеќе значи над 6000 граѓани кои што се заболени повеќе од претходните години. Так. Овде ги имам јас самите податоци и ќе ви ги покажам дека во 2022 година вкупно регистрирани болести на респираторен систем 3777 машки и 5778 женски, односно вкупно 9555, за разлика од 2020 година, значи 8281 пациенти, и потоа во 2023 година имаме 12434 пациенти, што укажува на околу 6000 пациенти поголема бројка. Така, ова ли беше првично главната причина поради која практично граѓаните, кочанчани, жителите на село Бели, како најпогодени негативните влијанија од самата депонија се осеќа, значи не ни требаат вакви докази за да докажеме дека тоа е загадување, туку не се дишеше едноставно, сето тоа се осеќаше, значи се чувствуваше во воздухот секојдневно, беше секојдневие на сите граѓани, не само на тие во Бели, и беше неминовно веќе поради локалната неажурност на институциите, беше неминовно да се излезе и на терен. Затоа Green ORG, ние излеговме како Green ORG со уште неколку поединци, значи, и го најавивме тој протест, значи лично јас бев во МВР, го најавив протестот и веќе од следниот ден почна, и сето тоа се случи за многу брз период, за неполни, можам да кажам, 48 часа веќе бевме решени да излеземе на улица со граѓаните. Така, меѓутоа, во текот на претходната недела имаше информации дека Green ORG се повлекува практично од протестите. Зошто? Така, значи ние имавме неколку точки, барања под неколку точки, тоа беше третманот со биоалги, беше приватно обезбедување на депонијата, односно 24 часовно обезбедување на депонијата, и исто така беше расчистување, незино расчистување и третманот кој што е најбитен со биоалги и со покривање со земја на самата депонија. Видовме во тие 3 дена голема активност од страна на општина Кочани, значи можам да кажам дека сите 3 точки кои што ги баравме беа веднаш исполнети во рокот тие 3 дена. Но се појави уште едно барање кое што беше трајно исклучување на останатите општини за депонирање на отпад во нашата депонија. Овде можам да кажам слободно дека веќе после третиот ден имаше опасност да направиме една нова еколошка катастрофа со собраниот отпад по улиците, значи, а едно еколошко здружение не може да си дозволи да стопира една еколошка катастрофа и да предизвика нова еколошка катастрофа. Значи, третата ноќ ние имавме веќе предлог да бидат пуштени возилата на комуналното предпријатие Водовод и нашиот отпад да биде исчистен, токму поради тоа што беа стопирани останатите возила и камиони од останатите општини. Меѓутоа, затоа што Green ORG не беше единствен во таа организација, останатите поединци не се согласуваа со овој предлог, така што Green ORG како правен субјект преку кој што течеа цело време преговорите, значи преку неговиот официјален мејл, немаше друга опција освен да се повлече од самите значи блокади, единствено заради тоа што некој ќе требаше да одговара доколку се продолжеше со тоа темпо на блокирање на самиот пат. Веќе беа пропуштени возилата на комуналното јавно предпријатие Водовод?
За неполни 24 часа истите тие донесоа значи одлука да се пропуштат веќе возилата, бидејќи мислам дека беше ветено од страна на градоначалникот дека ќе има трајна забрана за останатите општини. Сега во овој дел би сакала да продискутирам исто така дека овде не може да го насочиме вниманието само кон општина Кочани и мислам дека општина Кочани нема да не удостои со тоа барање. Мислам дека овде треба да го насочиме вниманието кон Министерство за животна средина, бидејќи овде се работи за еден проект од ИПА-2 програмата, значи направена е физибилити студија во врска со капацитетот на нашата општина, значи колку таа може ѓубриште да опфати, колку општини, дали можат тие да депонираат ѓубре кај нас, дали има услови за тоа. Значи сите тие факти и аргументи се направени во една физибилити студија. Сметам дека единствениот пат за да се укине носењето на отпад од останатите општини кај нас е токму уште една таква физибилити студија која што ќе ги побие сите тие факти и аргументи и која што ќе покаже дека да, ова значи физибилити студија кажува дека има значи штета по човечкиот живот, човечкото здравје, има штета по животната средина и исто така нема капацитет да го собере тој отпад од сите тие општини. Сметам дека со ваков настап кој што ние веќе го спремаме, значи веќе се подготвивме да ангажираме соодветен експерт кој што ќе направи една таква физибилити студија и која што ќе ја доставиме до Министерството за животна средина. Со тоа ќе побараме седница на влада, свикување на седница на влада, исто како што е изгласано, значи сето тоа е изгласано на седница на влада. Одлуката која што е донесена во врска со носење на отпад од другите општини е токму од седница на влада. Значи општината и да сака овде, мислам, да ја укине таа одлука дека нема да биде во можност, се додека не се побие таквата одлука со други аргументи и факти, бидејќи еве како што дознав, ова физибилити студија е правена од координаторот на ИПА-2 проектот. Мислам дека е странски државјанин и истиот тој го има направена, го има истражувано тој дел и ја има направено оваа физибилити студија по која што е прифатено овде да се носи тој отпад. Така. Токму затоа сметавме дека и блокадите се недоволни во овој дел. Може би ќе извршат притисок да општината се јави до Министерство за животна средина, реагира таму, меѓутоа сепак сметам дека тие се недоволни за да се побие сето тоа и за да се стопира носењето, затоа што сепак ова е еден голем проект, па може би општина Кочани ќе треба да плати додатно повратните средства кои што ги има примено во врска со тој проект, може би ќе треба да плати и некои пенали. Според вас имаат ли продолжувањето на протестите, има ли смисла, треба ли да се зголеми бројот на граѓани кои што практично ќе излезат да протестираат, што е она што во моментов треба да се направи за да се добијат посакуваните резултати, со оглед на фактот дека и соседните општини веќе бараат алтернатива како да се решат со својот отпад. Виница, на пример, најавува нови блокади ако се донесе одлука за реактивирање на веќе затворените депонии. Па јас мислам дека овде има удел и еден политички фактор, дека тие ќе блокираат од таму, нели, секој ја користи оваа шанса како знае и уме, секој не е отиден за депонијада. Так. Има и граѓани кои што се отидени со некои други побуди, макар што верувам дека 90% од нив се таму за загадениот воздух. Сакам да кажам дека веќе од нашата општина се дадени насоки на другите општини дека тие треба да си ги реактивираат своите депонии, тоа е неспорно, значи тоа како ќе се снаоѓаат, тоа е веќе нивни проблем. Не е наш проблем, бидејќи ние мораме да ја вратиме во една нормална нашата депонија, па дури потоа доколку се одлучи да тие депонираат отпад, дека тогаш ќе можат да почнат да депонираат. Но тоа е законски, нашто е краткотрајно. Да, значи тоа е само времено, колку што можев да прочитам во самата документација, дека тоа е времено и дека ќе се реактивираат веќе постоечките депонии, односно оние кои што биле депонии во Зрновци и во Виница, меѓутоа за еден краток период само до нормализација на нашата депонија. И сега понатаму, значи уште еден проблем има кој што сакам да го наведам, а тоа е дека
проблемот со нашата депонија и со незиното чадење и загадување на воздухот е токму во незиното нетретирање и како да кажам, значи неажурност од страна на институциите да се справат со тој проблем како депонија и веќе наметнат проблем, можам да кажам. Ние сме фатени овде неспремни. Немаме финансии, немаме механизација и немаме средства како, на кој начин да се справиме со таа депонија. Значи, најпрвен во самиот проект имаше, проектот е во неколку фази, како што можев да го видам. Имаме прва фаза во која што вели дека треба да се набави механизација, потоа да се расчистат градските диви депонии, па дури потоа да се расчистат депониите кои што се од останатите општини. Меѓутоа имаме и регионален дел во кој што, односно фабрика за ѓубриво во кој што ќе треба да се носи тој отпад. Значи, кај нас проектот кој што се работи има заземено сосема нов тек, така што најпрвен е собран отпадот во Кочани и сега од овде натаму немаме каде да одиме, каде ќе го депонираме тој отпад. А се уште немаме една култура на селектирање, на рециклирање на отпад, а ниту пак фабрика за истото да се случува. Значи, пред се е потребна и едукација како да дојдеме до нула отпад, значи како да се справиме со тие депонии. Најдобро е да се започне и со едукација на граѓаните за селекција, за рециклирање на отпад, затоа што тоа е единствениот пат за да дојдеме до нула отпад. Обиди има и за едукација на граѓаните, меѓутоа колку даваат резултат, ефект? Еве во централното градско подрачје, во Кочани, во Штип, во поголемите градови, веќе можеме да забележиме контејнери согласно за стакло, за пластика, за хартија. Така е. Меѓутоа и ѓубре околу нив. Но и многу отпад околу нив. Значи, исто така соодветно не се пласира отпадот таму каде што треба. Што значи дека некаде ние имаме потфрлено. Значи, едукацијата не е доволна, едукацијата треба да почне многу порано, уште од градинка можам да кажам слободно дека треба да ја започнеме таа едукација и понатаму дури и практично да ја применуваме во самите училишта, за да стекнеме некакви навики уште од мали нозе кај децата, дека тие треба да селектираат, да рециклираат и законски тоа да се подкрепи со не знам дали казни или награди, што подобро ќе влијае, меѓутоа мислам дека и законски треба да се направи нешто во врска тој дел. И ако се вратиме на протестите, значи ли дека ако престанат практично еве сега протестите, завршува депонијада 2024, за неколку дена можеме да очекуваме дека отпадот од Виница, Зрновци, Чешиново, Облечево повторно ќе заврши на депонијата во Кочани? Па, искрено да ви кажам, јас мислам дека повторно ќе се активираат тие, значи, возила од Виница и од Зрновци, затоа што тоа е по еден терк направено, по еден проект и мислам дека повторно ќе го депонираат отпадот кај нас во Кочани, меѓутоа еве сега се создадени едни сосема нови услови со присуството на механизацијата на Бехтел и Енка. Сите имавме прилика да видиме дека нашата депонија веќе заличува на нешто, дека добива еден нов лик. Мислам дека веќе се поставени и табли каде треба да се депонира самиот отпад и третманот со алги веќе е започнат. Имаме поставено стражари кои што се 24 часа таму. Мислам дека ќе фалат се уште луѓе во врска со оградувањето на самата депонија, односно за поголема, како да кажам, внимателност околу неа. Мислам дека ќе треба да се активира и приватното обезбедување за да граѓаните спијат мирно и да видиме како ќе тече тој дел со носењето на отпадот од останатите општини, па доколку има нешто сметам дека повторно ќе се активираат граѓаните и ќе реагираат. Меѓутоа се надевам, искрено се надевам дека нема да имаме потреба од такво нешто и ние, како здружение, значи, ќе се обидеме, како и за сите наши еколошки проблеми, како што беше со Пепермил, како што ги исцрпивме сите правни лекови, како што е со малата хидроцентрала на Мала река, значи мини хидроцентралата. Исто така и овде,
Значи, по еден законски пат ќе пробаме со една изготвена документација. Најпрвен ќе ја прибавиме, значи, физибилити студијата од самиот координатор на проектот, да видиме што има тој напишано таму и зошто сме доведени до една таква ситуација, па потоа ќе изготвиме според незе, односно според фактичката ситуација горе на нашата депонија, значи, ќе изготвиме една нова физибилити студија со која што ќе ги истакнеме останатите факти кои што говорат дека таа нема доволно капацитет, доколку не се третира соодветно, дека нема доволно капацитет да се справи со тие депонии од останатите општини. Ете, со тоа можеме да излеземе во пресред се уште на нас како граѓани и на сите останати, бидејќи знаеме дека еколошките проблеми најмногу влијаат врз нашето здравје и врз животната средина. Споменавте и сами дека немаме доволно капацитет, ресурси, финансиски средства, работна рака и така натаму. Еве, општина Зрновци на последната седница на Советот на општината донесе одлука да издвои средства од нивниот буџет, да ги даде на општина Кочани со цел да го депонира ѓубрето на градската депонија. Прифатливо ли е? Секако дека е прифатливо. Јас го поздравувам чекорот на општина Зрновци. Тие секогаш биле во ред со менаџирањето на самата општина, значи и текако тоа е во ред и досега тоа требаше да се случува за да можеби немаше да дојде до ваква еколошка катастрофа како што нам ни се случи со оваа депонија. Сметам дека општините треба да имаат удел со механизација, со финансии и со обезбедување, значи сето тоа да се менаџира сплотено од сите општини, бидејќи сепак тоа е отпад од сите 3 општини. Видовме дека дел од барањата се исполнија, како што споменавте и вие, во првите 3 дена од протестот, од блокадите. Можеме ли да кажеме дека на еден начин расте вербата кај институциите кога во прашање решавањето на овој проблем, кој за кочанчани е децениски веќе? Овој проблем беше долгогодишен, можам да кажем. Значи, неколку години се провлекуваше уште од нашиот прв протест, тоа е во 2019 година. Значи, тогаш во месец октомври ние побаравме третман со алги, истиот се исполни во месец декември 2019 година и после тие третмани со алги ние немавме никакви проблеми можеби 2 цели години. Сега откако не беа издвоени средства за третман со алги, значи почнаат депонијата да се покрива исклучиво со земја, со песок. Значи видовме дека тоа не дава никаков резултат и дојдовме до една ваква ситуација. Практично ово не е прв протест да се бара чист воздух и еве решавање на проблемот со депонијата. Не. Значи, овој проблем е долгогодишен, не е од сега, меѓутоа сега го достигна, мислам, својот врв. И токму затоа веќе народот немаше трпение и тоа беше основано што нема трпение. Значи, народот е секогаш во право кога реагира во врска со вакви еколошки катастрофи. Затоа што народот плаќа за да добие услуга, така. Значи, институциите треба да се ги потераат добро нивните работи и да не дозволат во иднина вакви протести да им се случуваат. Има ли разговори еве со централната власт, бидејќи веќе локално општина Кочани колку можеше даде свој придонес во решавањето на овој проблем со цел да може да се стави крај на чадењето и горењето на градската депонија? Јас лично сметам дека централната власт е веќе известена. Сметам дека и Министерството за животна средина е известено и е во тек со овие настани. Меѓутоа, овој значи проект е склучен со Европска унија и мислам дека токму овде е пречката да се стопира се наеднаш, дека треба да се направат некои измени во текот на тој проект. Мали измени, сакам да кажам, во делот на како на пример капацитетите на самите депонии, затоа што може да се направи и некој пропуст во самата физибилити студија и да не се дојде до една вистинска проценка колку таа може да поднесе депонија, колку може да се депонира отпад во нејзе. Јас ви благодарам за вечерашното гостување во емисијата и се надевам дека конечно ќе се реши проблемот со градската депонија и кочанчани ќе дишат чист воздух без да бидат на блокади и протести. Благодарам и на вас уште еднаш за поканата.
Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното време и останете на програмата на Имнет телевизија. Довидување.